Господин Коцич, сега и јас и граѓаните сме многу поспокојни. Бидејќи гледаме дека Министерството за животна средина ни вели чист воздух дишат. И вие ни кажавте дека чистиот воздух е дури, ја гледам ваша статистика, па некаде за 50% почист. Навистина верувате во тоа? Еве дали како човек кој се грижи за животната средина, навистина верувате дека во нашите градови има почист воздух. Не знам дали не следевте внимателно, жалам што очигледно не е така. Ние не се абсолвиравме од одговорноста на минатите влади. Не рековме, претходно многу се правеше, па сега во последните 4 години немаме напредок. Напротив, ако внимателно не следевте, рековме дека системски 30 години ништо не е направено на оваа тема. И јас, колку и да Министерството за животна средина сака да ме убеди, не верувам во овие податоци. Бидејќи јас, како и секој еден пратеник тука, гледа, за жал гледаме тоа што го дишаме. И затоа е потребен надпартиски труд. Кога се политизира, добро е да се зборува за политики. Добро е да се има и доза за самокритичност. И јас со вас за една работа можам да се согласам. Сега веќе, вие рековте спаринг, јас не мислам дека ние во собранието треба на оваа тема меѓусебен спаринг да имаме, но ќе се согласам дека ни е потребен спаринг со институциите кои што не постапуваат. И кога ќе организираме надзорна расправа, затоа што очигледно ни е потребна тема, оваа тема, јас се согласувам да ги поканиме сите министри за животна средина од последните 10 години. Да не одиме подалеко. Под последните 15 да ги поканиме сите министри за животна средина од независна Македонија. Некој ќе даде добра идеја заради своето искуство, а за некој ќе видиме каде и зашто биле можеби одговорни за одлуките кои што ги донеле и кои што не ги донеле. Но ние можеме да политизираме за минатото колку што сакаме на оваа тема, но тоа не носи во иднината. А иднината е каде што овие податоци за кои што вие зборувате се реалност. Односно на вистина имаме повисок квалитет на воздух. Јас искрено да ви кажам, ме радува оваа одва иницијатива и ме радува дури и ако создаде една дебата на вакво ниво помеѓу нас. Бидејќи јас не сум бил сведок од тоа што сум го следал во собранието, толку вжештена и долга дискусија да се водела за состојбите во животната средина. Тоа е нивна заслуга, да сме искрени меѓу себе. Не стимулираа отворено да дискутираме за проблемите. И успехот и неуспехот е заеднички, господине Коцики. Сите не сме успеале на крај. На секој еден од нас во оваа просторија здравието му е загрозено. На нашите семејства, на граѓаните кои што не гласаат, на нашите пријатели. Затоа дајте да се абсолвираме од ваквите статистики кои што институциите ги подготвуваат, но ништо не значат во реалноста, бидејќи гледаме дека не е подобрено. И бидејќи се повикуваме во нашата реторика на авторитети, и јас ќе си дозволам да се повикам на авторитет. Европската комисија. Веројатно веруваме во нејзините извештаи. Европската комисија вели дека во состојбите со животната средина има многу ограничен напредок, но дека најголем проблем, значи во состојбите во животната средина има многу ограничен напредок. Точно. Сега подетално да навлеземе во тоа. Точно знам што зборам. Дека во делот на квалитетот на воздух има несоодветна координација помеѓу сите степени на власт и дека состојбите со квалитетот на воздухот е испод секој европски стандард. Најголемата критика во овој дел, бидејќи состојбата за животна средина инкорпорира и менеджмент на води и така натаму, најголемата критика е дадена за Министерството за животна средина. И затоа можеби еден добар заклучок тука кој што треба да го утврдиме е дека во состојбите со справувањето со квалитетот на воздухот ништо не сме постигнале
И тоа не е рефлексија само на последните ваши 4 години. Во последните 4 години вие ништо не сте постигнале. Претходно имало и други политички партии на власт и тие ништо не постигнале. Но ајде реално да го сватиме проблемот, да го почитуваме невладиниот сектор и можевте во рамките на оваа комисиска расправа имавте можност да направиме сите заеднички исчекор. Секој бенефит на крај за граѓаните, па ако сакате и политичкиот бенефит на крај, ќе биде и за тој што е на власт. Граѓаните ќе кажат во ваше време дека се решиле состојбите со квалитетот на воздухот, нека биде и така. Но сите да живееме во понормална животна средина. На оваа тема за квалитетот на воздух, сите невладини организации велат ништо не сме постигнале, Европската комисија вели на оваа тема ништо не е постигнато. Едно од најкритичните аспекти во извештајот на Европската комисија е состојбите за квалитетот на воздухот и функционирањето на Министерството за животна средина. Нешто тука не е како што треба. Нешто тука не функционира. Дајте заеднички на оваа тема да се обединиме. Имаме одлична структура создадена од невладиниот сектор, тие нудат на располагање своја експертиза, луѓе кои што можат да помогнат, дајте нешто повеќе да направиме, да излеземе надвор од рамките на дневната политика, барем за едно вакво прашање.